Океј, како што ќе ни се приклучуваат другите, така ќе ја продолжиме сесијата. Здраво на сите и добро дојавте на, можда ќе звучи неверојатно, ама ова е последната сесија од нашата извиничка онлайн програма за месец мај. Денес како фасилитатори ги имаме Ангела и Дино, со кои што ќе зборуваме на темата ментално здравје. Верувам дека од вас скоро сите имате слушнато за поимот ментално здравје, но можеби не толку многу. Нашата сесија е спремана така да не биде на некое професионално ниво, туку да биде нели од некое наше мало истражување кое што сме го направиле. Да не одолжам многу, сега ќе ве препуштам на Дино и на Ангела. Дино, ме слушаш? Да, се слушаме. Ме слушате? Да. Супер. Здраво дечки на сите, ви благодариме за вашето одвоено време да учествувате на денешната сесија на тема ментално здравје, односно тешки денови како да ги надминеме. За тие што не ме знаете, јас сум Дино Радушковски, член сум на извинички одред Феникс од Прилеп и сум еден од фасилитаторите денес заедно со Ангела. Ангела? Здраво дечки, јас сум Ангела Голубовска од извиничко-чански одред Галеб и сега накратко ќе ве воведам во денешната сесија. На почетокот Дино ќе ве воведе во темата и ќе ви помогне да ловите една дефиниција за тоа што е ментално здравје и исто така ќе ве запознае со две многу чести појави кои понекогаш ни предизвикуваат лоши денови, а тоа се депресијата и анксиозноста. Подоцна јас ќе зборувам за начини и методи за надминување на ваквите лоши денови, како што храната за утека, арт-терапијата и некои други активности. Ваква сесија биде интерактивна и пред да започнеме ве препуштам на Дино да ви објасни како ќе се одвива тоа. Како што кажа Ангела, сесијата е интерактивна, што значи ако имате било какви прашања, поставувајте ги во разговорот на Zoom. На крајот од сесијата ќе се обидеме да ги одговориме ако ги знаеме, а исто така на крајот ќе имате можност да се вклучите со микрофон да поставувате прашања во живо. Со оглед на тоа дека, како што кажа Алексе, ова е една од последните сесии, се надевам сте имале прилика да го користите слайдот, но во случај некој да не знае, ќе го објаснам начинот уште еднаш. Најпрво ќе ве замолам да земите втор уред, смартфон или лаптоп, за да може полесно да се снајдите. Користењето на слайдот не е тешко, како што гледате на презентацијата на вашите екрани. Одите на линкот slide.do, го внесувате кодот што ви е представен со тараба или хаштаг на англиски. Кодот е голема М, голема H, Можеш да направиш шерски? Само малку. Гледате? Дечки? Сега да. Да. Супер. Истата слика што ја гледате сега имате и во презентацијата која видовте, значи одете на slide.do од вториот уред што ви го посочив да си го земите и внесете го кодот што ви означен со тараба. Инаку, ако имате на телефоните QR читачи, може директно да си го скенирате ова десно шо и така да влезете одмah. Тоа директно ќе во однеси на линко и ќе влезете без кодот. Ви оставам уште малку да влезете. Ова е што ќе го изведиме сега е пример како работи слайдот. Во текот на сесијата ќе имате можност уште два пати да го искористите линкот, затоа после прашањето ве молам имајте ги вторите уреди до вас блиску.
да започнеме. Екрани треба да излезе прашање од кој одред доаѓате, ве молам несете го името на вашиот одред. Може само накратко, пример Феникс или Галеп или Пионер и така натаму. Тој што од одредот кој што има најмногу представници, неговото облаче ќе биде најголемо. Да имаме представа од каде доаѓаме сите. Со маска, беше гласот познати очите, ама ночари не послуш. Дечки, ве молам, исклучете ги микрофоните. Во ред, продолжуваме понатаму. Се надевам дека од другите одреди не стасае да се вклучат на настанот. Добро, супер. Имајте ги при рака телефоните за следното прашање понатаму во презентацијата. Најбројни се Феникс, браз. Друго. Сега, Алекс, може да преземиш екран. Уште нешто за интеракцијата на оваа презентација или оваа сесија, слободно користете опцијата Raise Hand на крајот кога ќе може да прашувате прашања преку микрофон. Се надевам дека знаете како се користи Raise Hand, со оглед на тоа дека ова е една од последните сесии. И да започнеме. Прво ќе се обидеме да добиеме на замисла за тоа што е ментално здравје, а потоа ќе видиме неколку чести појави кои ни предизвикуваат да имаме лоши денот. Па да си го поставиме прашањето што е тоа ментално здравје. Сигурно сите знаете што е физичко здравје или уште познато како физичка благосостојба. Тоа е состојбата во која се отсутни физичките повреди или болести кои би ви пречеле за да извршувате некои физички работи како трчање, одење и слично. А од друга страна, што е ментално здравје? Менталното здравје ги вклучува психолошката и емоционалната благосостојба, односно способноста да размислуваме, чувствуваме и действуваме. Значи, уште еднаш, физичкото здравје означува физичка благосостојба, а менталното здравје психолошка и емоционална благосостојба. На екраните ваши може да видите една многу лесна компарација како тие два типа на здравје, односно физичкото и менталното, се поврзани меѓусебно. Компарацијата ја направивме преку телефон. Значи, ако си го замислите вашиот телефон, неговиот хардвер, копчињата од страните, екранот, дисплејот, камерата, батеријата, звучникот и така натаму. А софтверот, односно менталното здравје на телефонот, кој го користи хардверот на телефонот, може да заклучиме дека ако хардверот не е оштетен, телефонот ќе може да работи, но ќе треба да е софтверски здрав. А од друга страна, ако телефонот има софтвер кој му овозможува да работи без проблем на хардверот, што располага, тогаш викаме дека телефонот е ментално здрав. Значи, едното без другото не може, двете се поврзани. Сега, замислете си кои вируси го зафаќаат софтверот и предизвикуваат проблеми во работењето на телефонот. Или ако согледаме, ако компарираме, ако споредиме со реалниот живот, кои појави во реалниот живот ни се случуваат и ни прават да имаме лош ден. Сега ќе видиме неколку појави. Првата појава е анксиозност. Многумина анксиозност е мешаат со страв, но има неколку разлики. Да видиме прво што е стравот. Стравот е чувство на стрес кој го добиваме на некоја физичка манифестација, односно реален објект. Како например, некои луѓе имаат страв од куче и кога ќе го видат, нивното тело започнува да реагира за да се заштити. Му вика или борис или бегај. Од друга страна пак анксиозноста
е стресно чувство предизвикано од стравот од нешто што е непознато. И во тој момент телото пак започнува да реагира за да се заштити, иако реално нема ништо од што да се штити, поради фактот дека не ги знаеме границите на непознатото, не можеме да видиме што е и не можеме да очекуваме ништо од тоа што не го знаеме, кога сме анксиозни, претерано размислуваме за можните сценарии и тој страх може да трае подолго и да ни предизвика лоши денови почесто отколку што стравот би можел да ни предизвика лоши денови. Да резимираме за анксиозност, значи не ги мешајте анксиозност и страв. Стравот е стресно чувство кое го добиваме од опасностите тука и сега, значи тоа што ни се случува во моментот. Анксиозност е стресното чувство кое го добиваме од стравот, од непознатите нешта, односно иднината. На вашите екрани би требало да има една илустрација која убаво го објаснува текстот под неа. Мислам дека Мија креваше рака. Да, погрешка ја кренав. Извинете. Да продолжиме понатаму. Втората појава што ќе ја согледаме денеска е депресијата. Значи, постојат повеќе видови депресија и за да ја разбериме, најпрво треба да знаеме што се тоа депресивни чувства. Депресивните чувства, значи, представуваат множество од чувства кои предизвикуваат депресија. Некои од нив се заморот, немањето мотивација, недостаток на желба за извршување на работи, промена во апетитот, претерано грижење, претерано размислување, инсомнијата и други чувства. Во животот да знаете дека е нормално да имаме депресивни чувства, но не значи дека ако ги имаме овие депресивни чувства дека ние сме во депресија, односно не значи дека имаме клиничка депресија. Што значи тоа од друга страна да имаме клиничка депресија? Клиничката депресија е појава, односно состојба во која подолг временски период ги имаме дел од овие чувства претходно што ги кажав. Значи подолг временски период имаме сме тажни, подолг временски период не ни се јади ништо, подолг временски период немаме желба за ништо да извршуваме, само ни се спија, претерано размислуваме или на англиски познато како overthinking и така натаму. Значи, некои фактори кои влијаат да имаме такви депресивни чувства можат да бидат наглата промена на животниот стил или средина. Најблизок пример со ова за да го согледате е ова што ни се случи со вирусот. Ние откако сме живи си живеевме еден начин на живот и преку ноќ ни воведува нов начин на живот и таа нагла промена доведува да ги имаме дел од оние чувствата, депресивните чувства. Друг фактор е околината и времето. Не знам дали знаете, ама постои сезонска депресија. Пример, јас имам зимска депресија. Што значи тоа? Во зима или во зимскиот период, кога е поладно, овие депресивни чувства кај мене се поизразени отколку во другите периоди. Ова подоцна ќе ви го објасни Ангела, зашто од прилика се случува и има поврзано со сонцето. Друг фактор е правењето на работи кои ние не ги сакаме. Во животот треба да знаете дека многу работи ќе правите што не ги сакате, ама да се стремите колку што може повеќе да ги правите работите што ги сакате, за да не ви се јавуваат такви депресивни чувства. И друг фактор или последен што ќе го спомним е ако правиме работи надвор од нормалните граници, како јадење премногу храна, и од таа храната енергијата што ја добиваме, нема како да искористиме. Ни вежбаме, ни правиме ништо. Таа енергија, телото ја користи и ја пренасочува во мозокот и не тера претерано да размислуваме и така доведува до депресивни чувства. Постојат илјадници фактори кои влијаат за да ги добиваме тие депресивни чувства, но нема да ги спомнуваме денес сите. Сега, што заклучивме? Заклучивме дека денот исполнет со депресивни чувства со сигурност не е добар ден. Односно, депресивните чувства ни предизвикуваат лоши денови, исто како и анксиозните чувства, или анксиозноста. Сега, како да ги надминеме лошите денови, предизвикани од овие чувства, ве препуштам на Ангела да ви објасни. Здраво, дечки, пак јас. Сега ќе имате уште една шанса за користење на слайдо. Дали може да го добијам на екран? Да, само момент. Ајде. Запишете си го кодот пред се
и ќе го пуштиме на екран. Ќе имате едно многу битно прашање, кое е многу битно исто така за нас и за следното тоа ја што ќе го зборувам. И би сакала да пробате да го одговорите сите. Алекс, дали можеш да прекинеш со sharing screen? Да, сега. Дечки, пак одете на слайда со вашиот втор уред. Сега ќе го поставиме второто прашање. Ви оставам малку време да се уклучите. Го активирам прашањето, кога сте спремни, одговорајте го. И прашањето е што сакате да јадете кога сте тажни? Се. Брокула. И ја сакам да јадам трилеч. Да ми се јаде трилеч. Како бе ништо не ти се јаде? Сланина. Во сланина некоја Ана го има одговорено. Прашленки, не, џмиринки. Чварки. Чварки. Кашкава стопени ја сакам. Mac and cheese. Супер, видовме дел од вас што сакаат да јадат кога се гладни, кога се тажни, извинете. И Па и сега може гладни. да продолжиме со презентацијата. Само да го добиеме PowerPoint-от на екран и може да почнеме. Ево го. Добро, храна за комфорт или comfort food на англиски. Оваа храна најчесто се поврзува со некоја сентиментална вредност или пак некое сеќавање од детството. Ваквата храна варира од личност до личност и е променлива. Игра многу голема улога во справување со стресот и лошите денови. Не знам, например, јас кога бев дете и кога бев болна, мајка ми многу сакаше да ми готви супа, пилешка супа. И денес кога сум тажна, можам сама да си ја направам супата, ма потсеќа ме враќа назад во моето детство, ми буди некои срекни сеќавања и ме расположува. Психолошкиот термин храна за комфорт или comfort food означува на конзумирање на енергетско силни, висококалорични, храна со повеќе зачини и шеќер и храна која го вклучува системот за наградување кај човекот. Ваквиот систем во човечкиот мозок дава чувство на задоволство и на опуштање. Може да кажеме дека мала е границата помеѓу задоволството и самообвинувањето. Затоа е многу битно да се знаеме самите себе, да знаеме каква храна го активира тој систем за наградување кај самите нас. Треба да знаеме каков тип одговари со
тип на храна одговари со нашето ментално здравје и со нашиот начин на живот. Тоа е за comfort food, може да идеме на следно. Тука имам неколку рецепти, можете слободно да направите скриншот. Имам 4 рецепти внесено што мислам дека ги приспособив за различни типови на луѓе. Имаме mac and cheese што е висококалорична храна за оние кои сакаат нешто малце посочно и мрсничко. Следен рецепт ни е супа со паста и пилешко. Одлична за во зимскиот период со многу зеленчук. Следно имаме вегетаријанска верзија на пилешки прсти со карфиол и сос од страна. И исто така имаме едно екзотично смути, кое што е еден од омилените мои пијалоци. Сега преминуваме на следното. На внесување сонце во еден ваш лош ден. Тука имаме 8 мачиња и секоја мача представува една активност која што можете вие да правите во текот на денот за да се расположите. Првото би било спиењето. И спиењето е доста важно за нашето ментално, но и за нашето физичко здравје. Помага да се регулираат химикалиите во нашиот мозок или оние химикали кои што пренесуваат информации до нашиот мозок. Тие се важни за нашето расположение и за нашите емоции. Доколку не спиеме доволно, се појавуваат оние депресивни чувства кои Дино преска ги спомена. Следното би било добра исхрана. Со претходното за comfort food исто така може да се спои. Добрата храна не е важна само за нашите тела, туку е важна и за стимулирање на среќни и позитивни мисли. Одредени недостатоци на минерали или витамини допринесуваат до недобро расположение. Треба да имате балансирана диета, да гледате да внесувате доволно храна, но не и прекумерно количество на храна во текот на денот. Следното би било внесување на премногу кофеин, посегнување по пороци како што е никотинот, алкохолот и некои типови на лекови. Пиењето на алкохол и пушењето на никотин може да допринесат на некој краток момент да се осеќате среќно и расположено, но подоцна проблемот не е исчезнат, туку проблемот е се уште тука и се уште ќе смета и ќе представува пречка. Истото и со апчињата кои што ни помагаат да имаме да се задоволиме или да немаме толкова болка во телото и слично, но подоцна може да настане депресија со тоа што ние ќе го прекинеме тој внес на тие апчиња и нема да се осеќаме толку добро. Следното би било внесување на сончева светлина или витамин D. Како Дино што напомена, тој има еден тип на депресија која што се појавува во зимскиот период. Ваквата депресија може да се појави поради недостатокот на витамин D и затоа луѓето велат дека се посреќни во лето и во пролет неголи што се во есен и во зима. Витаминот D не е само многу битен за вашето тело, туку е многу битен и за вашиот ум. Само да напоменам дека доколку излегувате на сонце треба да користите заштитна опрема како научари и капа за да не дојде до прекумерно влијание на UV зраци и слично. Исто така научниците велат дека 30 минути до 2 сати во текот на денот се доволни за да се стимулираат тие хепи хормоните во телото кои што може да ви помогнат да се чувствувате малце посреќно и исполнето. Петото би било управување со стрес. Стресот најчесто е неизбежен, но за да се знае што го предизвикува вашиот стрес, треба да знаете како да се справите и клучно како да го одржувате вашето ментално здравје. Треба да се обидете да управувате со вашите одговорности, со вашите грижи, да ги завршите на време или да најдете одреден ден, период од денот кога ќе бидат тие завршени за подоцна да не ви представуваат проблем.
често пати истите грижи може да ги запишете, да ги чувате како потсетник дека нешто лошо ви се случило и вие сте го пребродале целото тоа. Следното би било активности и вежбање. Не сите луѓе сакаат да вежбаат, не сите луѓе сакаат да трчаат, не знам, по 10 километри во текот на денот, но тоа не значи дека било каква активност не е добра дојдена за стимулирање на срекни хормони во вашето тело. Тоа може да значи шетање на вашето милениче или одење едноставно пешки околу вашата околина, околу вашето мало, искачување на каква било планина. Секој човек си има различен тип на своји работи кои сака да ги прави, но вежбањето е еден начин за да се справите со стресот и да ги ослободите вашите лоши мисли од вас. Следното би било правење на работи кои што ве прават среќни и работи во кои што уживате. Многу е добро да одвоите време во текот на денот за да направите неколку забавни работи кои што вие ги уживате. Доколку сакате да одите на прошетка, да фотографирате, да сликате, да гледате одредено ТВ шоу или некоја серија, не е битно. Битната работа е да одвоите мал дел од денот покрај сите тие напори и обврски што ги имате и да посветите малце време самите за себе, за да може да се осеќате малце по среќно. Луѓето кои што не одвојуваат време самите за себе во текот на денот, најчесто се чувствуваат несреќни и тука се појавуваат истите тие депресивни мисли кои што Дино ги спомена. Потоа имаме осмата или последната работа, што значи дека треба да се побрзате со другите, да бидете дружелюбиви. Направете обид да одржувате добри конекции, добри односи со луѓето, да разговарате, бидејќи вашите другари, вашето семејство со оние кои најмногу ве сваќаат и ве разбираат и знаат како да ви помогнат да го надминете вашиот стрес. Јавете се на некој другар или скочете заедно со него за да може да му го кажете она што ви тежи, едноставно да имате рамо за плачење и слично. И исто така правете работи за другите, значи помагајте им на луѓето, бидејќи тоа не само што ќе ги направи нив среќни, туку ќе ве направи и вас среќни и ќе ви дозволи да си ја зголемите вашата самодоверба. Следен слайд. Тука имам неколку сликички за тоа како да си помогнеме во текот на денот. Значи возење точак, играње, не знам, пиење на чај пред спиење исто така е докажано дека многу го опушта телото за да може полесно да заспиете. И следно Дино. Еве арт терапијата. Не знам дали сте запознаени со оние скетчбукс или големи тетрадки во кои што има вакви цветови, кои што може да ги боите како сакате и е докажано дека ослободуваат стрес. Исто така сликањето на платно или на ѕидови со спреови и слично. Значи секој начин на кој што можете вие вашата креативна мисла да ја ослободите од вас, ќе ви помогне да го намалите вашиот стрес. Дино? Пак јас. Ме слушате, така? Супер. Да резимираме што се зборувавме на оваа сесија. Дино? Месец мај ми фали, сега не го приметив. Океј. Затоа се збунив. Треба да имам уште едно. Да, ми фали. Океј, не е проблем. Можеш да спомниш на Да, можам да го спомнам. Океј, дечки, значи месец мај е месец на менталното здравје. Исто така од 14 до 20 од 18 до 24 мај беше одбрана како недела за менталното здравје. Месецот на ментално здравје се практикува во Америка, неделата за ментално здравје беше во Велика Британија и двете држави како посебни практикуваат ова да се шири глобално со тоа што имаат пуштено различни предизвици, кои луѓето може да ги споделуваат на социјални мрежи и слично. Исто така символично за овие периоди на ментално здравје, тоа е зелената панделка.
Не знам колку сте запознаени, но за превенција на дојка на рак се користи розова панделка, а за кревање на свест за ментално здравје се користат зелени панделки. И исто така во Велика Британија за неделата на ментално здравје секоја година се одбира по една тема. Оваа година темата беше добрина и како тоа ние треба да сме добри самите кон себе, но и кон другите. Сега Дино може да ги кажа клучните точки. Добре. Значи вака, да резимираме за што се зборувавме во оваа сесија. Значи менталното здравје е психичка и емотивна благосостојба, значи тоа представува ментално здравје. Анксиозноста и депресивните чувства ни предизвикуваат лош ден. Ангела ви спомна кои практики да ги применувате за да ги надминеме лошите денови, како храна, вежби, музика, арт терапија и слично. И тоа последното што го зборуваш, Ангела, дека мај е месецот за подигнување на свеста на менталното здравје, а символично се представува со носење на зелена панделка. Ангела, дали би сакала да спомниш уште за кршење на стереотипот за одење на Психијатар. психолог? Да, на психолог. Значи, барем кај нас во Македонија многу често го слушате не сум јас луд да идам на психолог и слично. Всушност, тоа не е ништо срамно и не е никаков лош начин за справување со стресот или она што ви тежи. Имам многу луѓе кои што немаат кај кој да се обратат, не знаат како да ги решат своите проблеми. И може да кажеме дека идењето на психолог е многу слично со идењето кај вашиот матичен лекар, бидејќи доколку сте, не знам, имате некаква настинка или грип, истото се случува и со мозокот кога не сте ментално здрави и треба да најдете начин и решение за да му помогнете и да си помогнете самите на себе. Така да доколку немате кај кого да се обратите или ви треба било каква помош со преминување кон некој проблем, може да се обратите на психолог и тоа не е ништо страшно и ништо срамно. Значи уште еднаш, исто како што имаме ментално и физичко здравје, мора да се грижиме за двете, како што спомнавме. Ако ве боли глата, земате налгин. Ако нешто ви се случува ментално, мора да одите на лекар специализиран за тоа и тоа не е срамно. Сега да видиме, да, менталното здравје е еднакво важно и физичкото и за двете треба да се грижиме еднакво. Сега пак би ве замолил да се приклучите на слайдот со истиот код, на истиот настан. Следува кратко квизче кое ќе се гледаме дали сте запамтиле нешто од тоа што сме го зборувале, дали добро сме зборувале јас и Ангела. Само да споделам екран. Една минутка да видиме да се приклучите. Го активирам квизот. Може да прашам нешто? Да, слободно. Ајде. Прашањево не е што научивме? Што научивме насловот на квизот. Значи сега треба името да си го напишеме, така? Па да. Значи за тие што не разбравте, еве како Ана, се извинуваме.
Квизот служи да видиме што сме научиле. Внесете го вашето име. Досега 12 мина го има однесено од 22-ца. Ќе почекам уште малци и го активирам. Мислам дека може да започнеме, некако никој повеќе не се уклучува. Спремни, старт. Што е ментално здравје? Психолошка и емоционална благосостојба, здравието на менталитетот или физичка благосостојба? Супер, 92% одговориле точно. Тоа значи дека сте разбрали. Да напоменам, имате 15 секунди за секое прашање, така да бидете брзи во глувците или во прстите. На првото прашање, плетварец скаут, прво место. Одиме понатаму. Опа. Второ прашање, што е анксиозност? Стресно чувство предизвикано од куќето што стои пред вас? Чувство на среќа и радост? Стресно чувство на страв од непознатото? Супер, сте разбрали за тоа. Да видиме. Опа, Мартина Псио на прво место, Ана Пагија. Кој месец е месецот за кревање на свеста за менталното здравје и со каква боја панделка се символизира? Јуни сина панделка, мај зелена панделка, јули виолетова панделка, август розова панделка. Виолетова. Се шалам. Точен одговор е мај и зелена панделка. Иако мај не е интернационален признат ден за, тоест месец за подигање на свеста за менталното здравје, но се надам дека во иднина ќе го направат интернационален. Да видиме ситуацијата на табелата. Некој EVS или EFS. Прво место. Браво за Васко и Никола и Ики, Лео и Моника. Одиме на четвртото и последно прашање. Што представува арт терапија? Терапија со применување на уметнички дисциплини како боење, цртање, пеење и слично. Терапија со применување на пливање или терапија со планинарење. Супер, задоволни. And the winner is 100% точност на ова последно прашање. И победникот е Васко. Браво со Васко. Второ место Никола, трето Евс, четврто Моника и Ики Лео. Петто место. Браво на сите. Се надевам дека сите одговаривте точно на скоро сите прашања. Congratulations, Васко. Сега преминуваме на презентацијата, односно одговарање на прашањата од разговорот, ако ги има. Ева, плиз да ги добиеме рецептите. Ќе ги добиете. Заедно со сите презентации од претходните сесии, мислам дека ќе ви бидат испратени на мејл со драйв од линк, така што сигурно ќе ги добиете. Мија,
топло препорачувам спиење. И ние препорачуваме, но како што кажавме, се во умереност, ништо не чини претерано. Тука пише бојанки за возрастни, беше тоа што го кажуваш Ангела. Да, арт-терапија. Да. Да изгледате серија, една серија, мене тоа најмногу ми помага, Дамјан Макешовски. Да, значи како што кажавме, гледањето на серии, и то не претерано, и то помага во отстранување на тие депресивни чувства. Освен ако гледате некои љубовни драми. Веселина Јовановска, некоја добра книга. Да, и некоја добра книга е супер идеја за справување со неубави чувства и лоши денови. Сакаме уште прашање, Моника Спасовска. Прашање за квизот, Моника, или сакате да поставувате прашање? Не можам да ви помогнам. Ако сакате вака онлайн ќе правиме. Кој прв ќе се јави на микрофон? Пошто нема во разговорот повеќе прашање и додавања за тоа што сме го зборувале, сега давам можност да крените рака. Алекс ќе ве сврзи ако имате прашање што сакате да го прашате преку микрофон во живо. Можеби, ајде јас ќе прашам прашање, некој да не сака да одговори. Како вие се справувате кога се чувствувате неубаво? Ние со Ангела ви кажавме неколку начини што е препорачливо да се прави, ама тоа е од наша гледна точка. Како вие и што правите вие што ние не сме го спомнали? Веројатно Мартина од Псио крева рака и ни дава аплауз. Hello. Јас најчесто кога не ми се прави ништо, најчесто знам да си тремнам, така добро да одспијам една партија и после тоа се чувствувам како нова и се чувствувам освежено и мотивирано да правам било што. Па, например, некогаш ако не ми се бања или не ми се прави ништо, ќе си одспијам прво 3-4 сати, па некогаш ќе се разбудам така навечер од некај 3-4, спијат сите, ќе си завршам се. И така, ама најчесто дремката за мене е најсовршено решение. Благодарам за вниманието. Ја би сакала да се сложам со Мартина. Да не се повторам, више го пишав у чат, али у принцип тоа ќе си дремнеш, ќе си одспиеш, мислите ќе си ги расчистиш и после тоа нервозата така. Пошто кога си нервозен се напињаш, се изморуваш психички, ќе се одмориш и после те поубаво. Душичката. Барам мене, не знам за другите. Да додадам нешто од тоа што го кажа Мартина. Ако успееме да го сведиме или дефиницијата за сезонска депресија во дневна депресија, има луѓе кои што се многу по-продуктивни преку дено, има луѓе кои што се многу продуктивни во ноќта. Тоа исто има врска со тие чувствата, како ние се чувствуваме. Ако се чувствуваме посреќно преку денот, можеме полесно да ги правиме сите работи и сме продуктивни, а исто така обратно и во ноќта. Значи, дневна депресија. Иако не знам дали официјално постои. Ноќни птици. Да, ноќни птици. Исто, јас сакам да додам нешто во врска со депресијата и спиењето. Мислам дека исто и спиењето е еден голем, огромен, ако не фактор, кој што влијае врз депресијата. Бидејќи ако немате некоја навика на спиење, мислам дека ако помалку од 6 сати спијате, онака подолго временски период, тоа може да доведи до промени на расположението. Нели има луѓе кои што онака хронично спијаат по 6 сати, но тоа едноставно како нивниот организам функционира. Но не знам, ако сте навикнати на спиење на 7 до 8 сати, наеднаш цела недела, не знам, учите за испит или не знам што, може да доведе до депресија. Така што дефинитивно треба да се внимава на спиењето, на редовното спиење и слично. Благодарим, Алекс. Некој друг нешто да додаде? Ја
само се надоврзам, нема врска. А исто така многу е лошо, освен со многу малку спиење, лошо е и многу спиење, затоа што подолго се спие, исто така е лошо спиење во темна просторија, пошто долго ќе спиеш и што поише спиеш, тоа поише ти се спие и поише си уморен и као многу спиеш, а пак ништо не правиш и само поише и поише ќе спиеш и така треба некоја златна средина колку ти е доволно за да се одспиеш и тоа, евентуално дремка ако ти треба, што зависи ако си спил малце па да дремнеш по 3-4 сати. Тоа не е дремка, ајде нема веза. Power nap. Тоа само. Дека некој да не свати дека треба по 15 сати да се спие. Некој што прават. Да разјасниме simple како зошто се случува тоа нешто. Ние како животни добиваме енергија од два различни извори, еден е храната, другиот е спиењето. Од спиење добиваме енергија колку што можеме, ама ако се преспиваме, после трошиме енергија за да останеме за спање. Значи сето во умереноста треба. Исто така, многу често го спомнуваме и Мартина и Мија. На англиски има збор power nap или онака кратко залажи го мозокот дека спиеш и си свеж. Не знам дали постои. Јас па многу често го правам. И во текот на денот така неколку дремки си правам по 30-40 минути. Дури ми се има случајно на празен час. Кога имав, пошто бев многу уморна втора смена и си отидов у читална и немаше никој и си дремнав. И после тоа имав пор и супер бев така свежа. Например, кај мене не успева тоа, пошто мене ми треба, не знам, 20 минути до пола сат, некаде 45 минути за да заспиам. И доколку легнам да спиам на пладне, ќе спиам до вечерта до 6 до 7, пак ќе станам, пак ќе продолжам пак со денот. Кај мене нема power naps, кај мене има спиење со сати. А јас, например, многу лесно заспивам и многу лесно се будам и малци имам така пореметен биоритам со спиењето и не ми е така проблем, пример, да заспивам. Лесно. Мислам Не, дека зависи, Ана мене- рада. Кој? Што? Јас. Мислам, Мија почна да кажува, ако сака нека да каже, па после можеме. Не, па само кратко, леле, само кратко, нема врска. Што сакам да кажам? Мене пример па подобро ми е ич да не спиам, него ли онака да спиам за кратко. Значи или ќе спиам 3-4 сати дремка, или ако е за 1 сат, уопште нема ни да легнам. Така поише ми се исплати. Или негде ако станувам рано, сум легнала, ако е 4, треба да станам у 6, нема да спиам. Така. Зависи. Ај повели, Алекс, извини што те прекинав. Ана. Мене нешто што ми годи е да излезам на чист воздух некојаш, така кога ќе се нервирам, излегувам на тераса или пак со точак, например, еден круг ќе си свртам. Така нешто да се издувам малку, да ме фати воздух. Зама зависи колку е чист воздух. Ева, мене, например, ми помага многу често кога се нервирам, не можам да седам затворена во 4 зида. И го земам куќата и малена ја шетам, не знам, 7-1-2 сати туку паркот што ми е близина на куќата. И буквално си размислувам од кај ми дошол проблемот, како можам да го решам, зашто се случило, кој е управо, дали сум јас управо или не сум. И најчесто многу ми помага кога ќе искочам од дома на неколку сати, куќата едноставно ме прави среќна. И тоа за мене е мојот барем издувен вентил за стрес. Да се надоврзам на Ангела, преска кој истражував за презентацијата за анксиозност, имаше една реченица на англиски пишано дека од анксиозност страда само луѓето од сите животни. Зошто? Заради тоа што анксиозното, како што кажавме, е страф од иднината, а другите животни, освен човекот, не можат да размислуваат за иднината. И тие се pure happiness, како да кажам. Затоа имањето миленик и кој ти пружи безусловна љубов, може многу да те опушта, без разлика дали е мачка или куче. За пример, јас имам мачка и го правам тоа. Не знам како се вика на македонски, you pet the cat. Галич. И everything is okay.
Ама животните немаат анксиозност, само имаат депресија. Знам дека кучето мој имаше неколку месеци депресија и се приметува, отворив на интернет, прогуглав и кај се смени целиот распоред на јадење, не беше толку енергична, не кеше да се гали и однесовме на ветеринар и самиот ветеринар ни кажа дека кучето ми има депресија и од тогаш почнав да шетам, не знам, секој ден ја шетам и сменивме исхрана и го отворивме дворот да има поише место да трча бидејќи беше малце позатворена и се трудиме цела фамилија барем 2-3 пати од денот бидејќи двор ми е кучето, се симнеме до доле за кучето да не биде цело време среќни. Стварно ни беше многу криво кога свативме дека кучето нема депресија, ама се случува, има животни кои не се среќни, можат да паднат во депресија. И многу лесно се приметуваат самите симптоми доколку знаеме да ги приметиме. Заклучок, колку попаметен, толку понесреќен. Баш. Мене лично што ме расположува е пример, доколку нешто сум нервозна или тажна, социјализација ми помага, не во смисла да зборувам за проблемот, туку едноставно или да излезам со друштво или со другарка или нешто да правам, само за да не мислам на проблемот и да се посветам на нешто поинтересно, на некој попродуктивен муабет или некоја попродуктивна активност и заборавам на лошиот. Да. Да, И мислам дека моите другари се слични, им кажувам дека имам лош ден и самите знаат да не ми го спомнуваат проблемот и да ми го отргнат вниманието од проблемот и тука не знам шали едно друго ќе играме нешто или ќе шетаме и кога ми се отргнуваат мислите и тоа многу исто и мене ми помага. Некој друг да додаде нешто? Без срамење. За Миленијче за нешто, како се справувате со лошите денови? Јас често знам да си ставам слушалки, да пуштам гласна музика, затоа што има многу пати си забележувам јас на себе си дека премногу размислувам, overthinking, и за да го сопрам сето тоа или пуштам некоја серија или гласна музика и така некако се моментот престанува и само се фокусираш на музиката или на тоа што го правиш, без разлика дали е серија или музика. Во овој случај. Супер. Јас сакав да прашам едно прашање што нели преска малку се збунивме. И доколку има некој што сака да го одговори, да каже. Дали знаете која е разликата помеѓу психолог и психијатар? Било кој. Може јас? Слободно. Според моите сознанија, разликата измеѓу психолог и психијатар е има некои работи што се слични, ама се доста различни. Например, психијатар е доктор што специјализирал психијатрија, а психолог е нешто различно. Значи, психијатар може да ти препише некаква терапија, а на психолог одиш и само разговараш со психолог. Да, повеќе разговор ориентет психијатар. Мислам дека психијатарот е диагностицира. Да. Поставува диагноза, а психологот само те лекува зборувајќи, комуницирајќи со тебе. Па добро, може и психологот да постави, например, диагноза во смисла дали е депресија или анксиозност или така нешто. Да, ама ако станува збор за нешто посериозно, психијатарот да го прави. Психологот нема како да кажам ингеренци да ти препиши терапија. Лекови, да. Имаме одговори во разговорот од Никола и Моника Спасовски. Психијатар мора да ти даде лекови при секоја консултација. Психолог те советува и разговара со тебе, психијатар ти препишува лекови, па да. Прилика да не навлегуваме длабоко, тоа е разликата меѓу психолог и психијатар. Ако нема некој што да праша повеќе, Алекс би требало да прати линк во разговорот за евалуација на сесијата. Ве молиме сите да ја потполните, би ни значело многу.
Од нас ви посакуваме да се грижите за вашето ментално и физичко здравје, заради тоа што двете се битни и се надеваме на блиска средба во иднина. Останете здрави до следното видување. Звинички поздрав, здраво! Само ако може уште нешто да додам. Линкот е во чат. Слободно ако случајно сте пропуштиле да пополните евалуација за некоја друга сесија, направете го тоа на истиот линк, само 2 пати ја пополнувате евалуацијата. И исто да кажеме, мислам сето тоа ќе би пишано и на социјалните мрежи, така што ќе ве подсетува. Оние кои што не посетија на повеќе од 4 сесии, до 7 јуни, тоа колку мислите дека треба да се проложи 7 јуни, има некој што мисли дека му треба поиќе време за да го напиши тој, за да ја напише таа предлог активност? Или сме окей со датумот? Мислам дека е окей доволно време. Сум не треба да биде нешто цел проект, туку само една активност во, не знам, во 100 збора или нешто така слично, и да ја испрати на media.scout.org.mk. Слободно, јас и Срна сме тука за било какви прашања. Веселина. Кој ќе ја опишуваме активноста, буквално треба само да опишеме како ни е замислата, не треба детали, ништо такво? Или Па не сакаме да ве оптеретуваме, сепак од вас зависи. Може да го следите, нели да ги следите тоа дрвото што го зборувавме на претходната сесија. Може ваше гледиште да кажете кои се причините зашто ја правите активноста, така што не ве ограничуваме во тој поглед. Добро, фала. Али нели би било пожелно да знаеме кои се проблемите што се надеваме да решиме и слично. Океј. До 7 јуни, така што тоа е тоа. Ни остана уште една активност, тоест 2. Мислам дека утре имаме исто Извиди ТВ со Викса, кој што е најдобриот шоумен во наша земја моментално, подобар од Игор Џамбазов. И во сабота имаме уште една трибина со Јане Плавевски за имиџот на извиничката организација, како другите не гледаат и слично. Така што може овие 2 дена да ги искористите за размислување на таа тема и слободно да се приклучите во разговорот. Уште еднаш ви благодариме на сите. Фала дечки од мене, па се гледаме на некоја наредна активност. Фала, дечки, супер бевте. Чао. Чао. Чао.